Изградбата на пристапниот пат до браната Речани на Оризарска река во должина од 6,5 километри до декември месец треба да биде завршен и истиот е во вредност од околу 3.100.000 евра. Откако ќе заврши изградбата на патот, ќе отпочне изградба на браната, која треба да биде завршена во рок од 5 години. Беше речено при посетата на Кочани од страна на претседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Почнува втората фаза од веќе започната постапка, имаше доставено 7 понуди, 5 согласно законот и условите од тендерот се квалификува, известени се, поминат е рокот за жалби и во текот на неделава ќе се достави известување на оние кои што се квалификувани во рок од 40 дена да ги достават понудите, финансиските понуди во однос на проектот кој што се однесува на изградба на брана Речани, кој што е проценет секупно некаде на околу 34 милиони евра. Браната Речани е една од најголемите инвестиции во Кочанскиот регион, преку која треба да се обезбедат дополнителни количини на вода за снабдување на Кочани, Чешиново, Облешево и Виница, превентивна заштита од поплави, како и дополнителни количини на вода во хидросистемот Брегалница за наводнување на околу 2100 хектари земјоделско земјиште. Груевски оствари и посета на новоизградената спортска сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Целосно опремена со сите потребни реквизити за различни спортови, мал фудбал, кошарка, гимнастика, ракомет и пинг-понг и други спортови. 40 милиони денари инвестиција, доста значено за Кочани и за населеното место Оризари. Генерално ги задоволува сите стандарди што се потребни и за настава по спорт и физичко генерално, но и за рекреативни активности. Има голем интерес и од децата и младите за спортување, а во вечерните часови ја издаваат на клубови и рекреативци, истакна директорката на училиштето. Во голема мера ова Искористеност. решен вековен проблем на училиштето и на сограѓаните. Така. Зашто немавме ни воопшто никаква. Во првата половина на следната година ќе започне изградбата на 100-та спортска сала од проектот за изградба на 145 спортски сали во Републикава, додаде Груевски.